Почитувани гледачи, добро вечер. Вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија. Изминатите недели се обидуваме барем еднаш во текот на работната недела да избегаме на некој начин од политиката и да разговараме за тоа што сигурно ќе биде најжешка тема во есента што ни предстои, а тоа е корона кризата и светската пандемија. За таа цел вечерва ќе разговараме со доктор Вело Марковски, инфектолог. Добро дојдовте. Добро вечер и добро ве најдов. Денеска барем имаме ни пооптимистички или поубави бројки, да кажам, со намалување на процентот на позитивни случаи од бројот на тестирање, меѓутоа стравот кај граѓаните и кај надлежните од нов есенски бран на ново заболени расте. Дали тој страв е оправдан? Па вака сега, самите бројки премногу им се оддава значение на овие дневни извештаи што се случува, бидејќи тие бројки се нереални. Ние имаме некоја методологија преземено која за мене е многу погрешна и која ни прави само паника, меѓутоа ни направи многу штета во однос на соседните држави, во однос на затварањето на границите кон нас и така натаму. Што се случува? Значи, ние правиме одреден број на тестирања, некад од 1500 до 3000 во тек на денот со таа PCR технологија, и добивам одреден процент секогаш некаде 10% средно, нели, позитивни. Меѓутоа тие позитивни некако полека се прикажуваат како заразени, како болни, што не е точно. Сосема поинаква ќе беше сликата ако ние кажевме денеска направивме 3000 теста, од тие 3000 теста 300 се позитивни, меѓутоа со симптоми болни ни се 20 или 30. На тој начин ние таа е една реална слика, бидејќи голема е разликата првин меѓу термините инфекција и инфективна болест и мислам дека не е лошо повторно, иако на почетокот објаснуваме да видиме која е таа разлика и зошто овие тестови не се меродавни за добра научна анализа, односно за тоа што ни се случува. Значи, постојат неколку можности. Со PCR технологијата ние земаме бриз од горно-респираторните патишта и бараме секвенци. Да не навлегуваме во тоа што самиот вирус нели има 30.000 секвенција, а тестот зависи нели може да фаќа совпаѓање да има на 2 или на 4 секвенци се подобрите. Меѓутоа, присуството на тоа стапче која земаме на вирус, на брисот, не значи дека вирусот ќе направи болест. Значи, постојат неколку опции. Може би вирусот случајно се нашол тука, може би ние со вирусите, веројатно во иднината науката многу ќе придонесе со нови сознанија и значењето на вирусите и односот меѓу вирусите и човекот и макроорганизмот. За бактериите знаеме дека имаме нормална флора, најверојатно има и од вируси нормална флора, значи можно и некоја колонизација на вирусот да се фаќа и откако веќе вирусот ќе успее да навлезе во организмот, тоа е веќе инфекција. Меѓутоа, тоа не значи дека веднаш ќе имаме болест. Значи, имунолошкиот систем на организмот можно е за тој вирус да го неутрализира и да не настане понатаму болест. Меѓутоа, оваа инфекција понатаму може да се фати со серолошки тестови. Ние многу причинители хепатит А, хепатит С, кои одат со дури со 85% асимптоматски, што значи вирусот влегува во организмот, прави инфекција, не предизвикува болест. Значи сега Светска здравствена и во 2002 тоа се низините препораки. За мене не е јасно зошто сега се оди само со PCR технологија. Значи во препораките кога беше SARS-CoV-1 вирусот, нели во 2002 година, стоеше дека мора паралелно да се прави и PCR технологија и серолошки тестови. Што се тие серолошки тестови? Тие серолошки тестови детектираат антитела. Значи со тие серолошки тестови ние веднаш ќе имаме прецизно, ќе знаеме дали вирусот направил инфекција. Дали направил болест, ќе гледаме по симптомите. Ами тие серолошки тестови не се секогаш точни. Да, зависи од производителот, зависи од типот на... Конкретен пример ќе се земам, ја лично при еден скрининг што ни го правија тука, имав некакви антитела, IgM што ми ги најдоа, меѓутоа после на PCR тест еден и повторен бев негативен. Напротив. Значи, IgM антителата ако се негативни, значи тие тестови можат имаат они лажно позитивни, лажно негативни, зависи од производителот, зависи од технологијата и така натаму. Меѓутоа, ако се фатат IgM антитела,
Значи организмот ние не можеме да го излажеме. Тие антитела остануваат различно долго. Сега тука не знаеме, немаме добри серии направено, меѓутоа неколку недели до месец до два IgM антителата ќе останат, а IgG антителата ќе останат подолго. И тоа е тоа што ни фали. Значи тоа е многу померодавна мерка за да видиме дали некој имал инфекција со COVID-19. Ако имате, како во вашиот случај, позитивни сте на антитела, а ПСР е негативен, тоа ништо не значи. Значи ПСР-от, рековме, тоа е бриз кој треба да фати дали ќе има таму вирус во баш на тоа место и така натаму, значи зависи колку вируси се. И затоа имаме ние многу недоразбирање во науката каде што вика тој бил болен, оздравел и повторно се разболел. Значи тој не се разболел, туку зборувам дека оваа метода ПСР не е добра и дава вакви можности каде што може да има два пати да е позитивен, па два пати негативен. Добро, како според вас тогаш треба да ги броиме разболените? Значи разболените многу лесно, тие што имаат симптоми. Значи не се сите од 3000. Тоа го прават и други земји, мислам, како медицинска Па веројатно некои пракса. го прават, некои не. Меѓутоа што ни се случува сега со ваква една бројка нереална, значи од овие 300 позитивни не значи дека сите се разболеле. Од друга страна ние знаеме од сегашните искуства, тоа е веќе верифицирано научно дека 80% од случаите инфицирани со COVID-19 одат асимптоматски. Така, тоа е факт, значи не значи дека се сите овие болни. И тука си, значи, паралелно моравме од почетокот да правиме серолошки тестови. Значи, на тој што има е позитивен, што има симптоми, имаме и обратни случаи, каде што нема класична клиничка слика со наот рентгенолошки, со тоа нели заматено стакло, каде што укажува дека се работи за COVID-19, на ПСР тест излегува негативен и колегите го пуштаат дома бидејќи е негативен на тест, викаат ти немаш COVID-19, што е многу погрешно. Значи тој ПСР тест не значи дека кој е негативен дека тој навистина не е болен. Меѓутоа серолошките тестови веќе се меродавни. Од друга страна имаме голем процент во светот во научни трудови каде што 20% од пациентите кои се водат, кои се позитивни на ПСР, кои се водат како COVID-19 немаат антитела. Значи не е можно никакви антитела. Да, значи имунолошкиот механизам ние не можеме да го излажеме. Значи најверојатно се работи за лоши тестови. Лош производител од лошо место земени, лошо сработени и така натаму. Значи се работи за една метода која не е наменета за скрининзи. Таа е високо софистицирана метода за докажување на секвенции. Таа не докажува жив вирус, значи таа ги фаќа секвенците на тој вирус. Но дека серолошките тестови мораме веднаш да почнеме да правиме скрининзи. Тие ќе ни дадат реална слика колку ние имаме веќе луѓе што оваа бројка, затоа реков на почетокот мене овие бројки не ми значат ништо, нели толку позитивни, толку негативни. Вкупно далеку е ние дека имаме 12-13 илјади во Македонија или во светот од оваа бројка што е нели само на потврдени со ПСР. Сигурно е Добро, многу зашто кога поголем. патуваме во друга земја, на граница ни бараат негативен ПСР тест? Мислам, во кој да било држава? Зашто не ни бараат негативен серолошки тест? Па не знам. Ајде да разговараме за тоа. Зошто го прават тоа? Дали е сега во прашање нешто друго? Значи мораме да бидеме свесни дека тука се препораките од Светска здравствена беа тие. Мене ми е нејасно зошто они ги сменија препораките во однос на SARS-1 или која беше. Научно, јас кажувам како е научно правилно. Зошто сега така се прави? За мене еве гледате дека не дава резултат. Луѓето се изложени на многу давачки. Имате луѓе кои имаат многу медицински интервенции. Тие во тек на месецот имаат 5 до 6 интервенции, сега треба по 6-7 пати да прави ПСР тестови. И тоа се големи издатоци, да. А ако он на пример има антитела, јасно е дека тој нема да се разболе, ниту да се разболе, ниту да го пренесе вирусот и нема, значи многу е померодавна таа потврда. На почетокот веројатно е тоа затоа што на почетокот се очекуваше дека немаме контакт со вирусот и зошто да се прават нели такви тестови кога објективно не се очекуваше дека ќе има висок процент. Меѓутоа сега после овие олабавувања нели меѓу народот што ни се случува последниот месец и пол, постојаните бројки кои се во 8-9 месеци јасно го кажуваат дека најмалку по мене 15 до 20% од населението имало контакти и има веројатно антитела и можеме да го докажеме, односно да направиме скрининзи. И тоа многу ќе ни помогне да видиме навистина каде сме.
Добро, да се вратиме сега на првото прашање. Дали сега во наредните месец-два кога ќе почнат температурите надворешни да паѓаат, граѓаните, луѓето нормално ќе почнат повеќе да се групираат во затворени простори? Вашите колеги, дел од вашите колеги смета дека тоа ќе биде причина за поголемо ширење на вирусот и зголемување на бројот на заразени, со тоа и болни. Ја делите ви истата загриженост? Па најверојатно. Тоа е таков наречен есенски бранд нов. Видите, знаете мене што ме загрижува? Ме загрижува предвидувањата на СЗО базирани, они не кажа на што ги базираат нивните предвидувања, излегуваат точни. Значи тоа загрижува, инаку на есен да, веројатно се очекува, меѓутоа не мора да значи. Ние баш јас ги гледав бројките во Австралија, они сега тамо се во зима и они се со многу подобри бројки дневно него Аустрија, нели, така му доаѓа некако на Добро, тие Мелбурн е под карантин. Некој тоа го препишува заради тоа што во Австралија има сосема поинаков начин на живење него во Европа. Во Австралија е големо пространство, луѓето нема толку контакти, во Австрија е се набијано. Не, зборуваме за лето и зима, нели? Сигурно дека Австралија има строги мерки, тоа е точно, да, они имаат строги мерки, можеби се должи на тоа, меѓутоа повторно ќе речам, дали ќе имаме на есен ние многу повеќе заболени отколку што имаме сега, зависи од тој колективен имунитет, односно колку од луѓето имаат заштитни антитела. Ако голем процент, најверојатно сега ние имаме искуство, ако 30 до 40% од населението има заштитни антитела. Знаете, на тие горно-респираторни инфекции, така и со грипот, така и тие прекинуваат, бидејќи вирусот се прекинува. Значи, доаѓа човек што е болен, што може да инфицира, меѓутоа контактира со луѓе кои имаат антитела и така индексот на контагиозност не е висок и на тој начин не се пренесува. Значи, дали на есен ќе имаме, многу зависи од тоа колку имаме ние антитела. Сега, тоа не можеме да го направиме, да извадиме научен добар заклучок како не направиме скрининг тестирања, односно цело време ако ние неколку месеци уназад правевме вакви серолошки тестови, ние ќе знаевме сега од прилика каде сме и што не очекува и колку каква ќе биде состојбата. Такви испитувања во Словенија прави уште пред неколку месеци, масовни скрининзи. Моето прашање е следно. Го споменавте колективниот имунитет. Дали според вас е можен колективен имунитет по природен начин? Значи без вакцинација. Без тоа да значи многу жртви. Па да, значи тоа е очигледно е единствениот исправен пат на заштита од оваа пандемија. Значи природниот имунитет. Значи вие сметате дека треба да се заразат доволен број луѓе, да се создаде природен имунитет и тогаш вакцината воопште да не биде ни потребна. Не, вакцината е друга тема, ќе зборуваме. Значи јас не викам дека вакцината не е потребна. Значи вакцината не е реална. Сакам да позборуваме покасно за значи не е реална да очекуваме дека ние во септември, октомври ќе даваме нели вакцина се дава за горно-респираторни инфекции најкасно до крајот на октомври, пред да започне сезоната, нели? До тогаш е нереално ние да очекуваме дека ќе имаме вакцина. И тоа колективниот имунитет, морам да споменам, читав колегите од хематологија веќе најави учество во некој сериозен научен проект и тоа е науката, каде што они веќе имаат сознанија дека луѓето од минатата година затоа не се разболуваат, затоа што некои веројатно од минатата или од некаква претходна инфекција имаат имунолошка заштита. Дали имаат антитела или те пантечки лимфоцити веќе имале контакт, значи тие се таа група и тоа можевме да го изанализираме. Значи ние за наша употреба, за државна употреба тоа можеме да го направиме веднаш. И тоа кога се работи за научен проект, нив ќе им треба потврда, ќе им треба 2-3 години сето тоа да го валоризираат. Значи тие научни пристапи. Значи можеби најверојатно се работи за вкрстен имунитет и ние можеби минатата есен, ноември, декември имавме многу луѓе со горно-респираторни инфекции, можеби дел од нив биле од тие алфа коронавируси, меѓутоа тие алфа коронавируси прават антитела и ИГГ остануваат, меѓутоа веројатно и секреторни ИГА и тие можно и најверојатно тие податоци ни фалат научни дека делуваат вкрстено и не штитат и од COVID-19. Доктори, да позборуваме малце за вирулентноста на вирусот. Колку тој мутираше изминативе месеци, што вика науката? Па вака до јули месец некои трудови најдов каде што пратеа дека веќе се регистрирани 5 мутации. 5 мутации, тоа не е интересно што не се групирани, да речеме, по региони, во еден регион една мутација, во друг, него секаде се истите 5 мутации на секаде во светот.
Од друга страна, евидентно е дека критичните случаи кои беа на почетокот 5% од вкупниот број, сега секаде на светско ниво се 1 или испод 1%. Тоа е показател дека вирулентноста се намалува. Значи, за очекување, бидејќи овој вирус не е таков да имаме мутации, меѓутоа сигурно тие мутации ќе идат на поблаги, не е за очекување дека ќе стане многу повирулентен и многу попасен, иако изненадување се стално може. Добро, како се намалува вирулентноста, како што велите, како оправдувате тогаш што на светско ниво бројот рапидно се зголемува на инфицирани? Па, јас не гледам дека рапидно се... 23 милиона, не знам колку. Па, добро, 23 милиона. Знаете што се? Тие бројки на светско ниво се сигурно многу повеќе позитивни или инфицирани, тоа што преска го објаснав. Тоа е сигурно барем ако се тие се 200, од прилика 80% од реалната бројка се повеќе. Односно, вие се 20%, видите 80% да тоа асимптоматски. Еве да речеме некои од овие на некакви скрининзи се фатени што немаат симптоми, меѓутоа евидентно и дека многу со симптоми се лажно негативни, а има и популација која нели со симптоми не иде на лекар, не се пријавува и така. Се враќаме повторно на тестирањето и методологијата. Нема друго. Значи тоа е само тоа е исправно решение каде што ние можеме да вадиме заклучоци и да носиме мерки. Са на светско ниво гледате околу 800.000 има умрени. Не е убаво да се споредува, меѓутоа реално е дека во сообраќајни несреќи гинат негде 870.000, дека некаде 5 милиони луѓе во светот ни умираат до сега ни се умрени од како последица на пушење и алкохолизам. Па сега еве ние да преземеме такви мерки да спасиме 5 милиони да не се пуши, или 5 милиони деца се умрени до сега се 5 милиони или глобално 38. Велите дека е непотребно се створи масовна паника? Да, паниката е неоправдана. Дека болеста е тука, дека постои, дека не изненадува кај некој, кај мал процент, значи прави многу нагли, акутни, масивни билатерални пневмонии, тие се причина за смрт, односно ние ги регистрираме како пневмонии, меѓутоа настануваат многу нагло и кај одреден процент каде што имаме студии каде што се пратат тие што преживеале, многу брзо тој наод масивен се повлекува. Значи за 5 дена од буквално исполнетост на цело белодробно крило, после 5 дена е правен компјутер од таја слика, значи првиот е правен, па уште еднаш на 3 дена, на 5 дена веќе белите дробови се догоре и после 5 дена на тие што здравеле нема никакви траги на овој, што исто оди во прилог дека можеби се работи за некаков трансудат, некаков течност, белодробен едем, акутен респираторен дистрес синдром, некако предизвикан од вирусот. Велите дека е направена непотребна паника, меѓутоа ако е таа направена во контекст луѓето малце се загрижат за тоа што се случува и на тој начин се спасени многу животи. Има и таква логика на приказнава. Па не знам дали се спасени многу животи. Па сигурно ако не се почитуваа мерките, имаше многу по-заразени. Се знаеме колка бе процентноста на смртноста, сигурно повеќе луѓе ќе... Па добро, ајде, еве, пак јас нека бидам различен. Значи имаме ние сега од негде од 15 јули до денеска имаме полабави мерки отколку во Шведска што се беше. Јас не гледам дека има некаква разлика по бројот на позитивни, на заболени не ни даваат податоци и на умрени. Значи ние немаме некоја разлика. Меѓутоа, видите сега, да не испадне дека ние мора да внимаваме, не треба да предизвикуваме судбината. Ние мора да се штитиме. Меѓутоа, мора да направиме стратегија. Што очекуваме? Кога ќе заврши, како ќе се справуваме со оваа корона криза. Криењето од COVID-19 не е стратегија. Значи, ако ние сега се криеме, а следнава зима, есен и така натаму, гледате, ние сега светот дневно троши околу 15 милиарди долари за вкупно за здравството, најголемиот дел е сега за COVID-19. Значи, ние некаде по $2 на жител, земено ние со 2 милиони, значи некаде по $4 на жител дневно,
ние за 3 до 4 пати ќе го потрошиме буџетот оваа година отколку што сме трошеле минатите години. Ако вако останеме 3 години, значи ние сега моментално имаме 2700 луѓе имаме помалку умрени во првите 6 месеци споредба со лани од вкупниот број. Со вакво затварање, меѓутоа на подолги стази, веројатно тоа ќе се изедначат тие бројки, затоа што сега ќе имаме луѓе со психички пореметувања, со анксиозност, со дебелина, со авитаминози и така натаму, со хронични заболувања, малигни заболувања, контроли не се прават, веројатно. Да не забораваме и економската криза. Економската е плюс, нели? И тоа индиректно ќе влие сигурно врз здравјето. Ќе влие многу затоа што ние кои ќе потрошиме, ако досега е точни прорачуни пресметките на економистите дека некаде до јуни месец нас вкупно 6 милиарди Македонија ја чинеше оваа ковид криза, значи до крај на годината 12, ако седиме така затворени 2 или 3 години, значи после 2 или 3 години ние ќе немаме пари веројатно да си купиме аспирин или да купиме некој обичен лек. Надежта е дека околу нова година ќе почнеме со вакцинација. Европските земји и ние, владите, светските влади на развиените земји буквално фрлија се на една карта, дадоа многу пари, милиарди за вакцина. Од првите информации или истражувања оние фази на дозвола за употреба на вакцината поменуваат добро. Мислите дека ќе е реално да се направи вакцина до нова година? Тоест веќе е направена да се одобри? Вакцина да се направи можеби. Можеби, веројатно е реално, треба да им се верува. Значи големите држави се дадоа во една трка, каква што беше трката со наоружување, со атомските со борбата за вселената, и јас го сваќам тоа, бидејќи се работи за биолошко средство. Никој од големите држави не сака да земе вакво биолошко средство од друга држава, сака да има сопствен производ. Станува и политички проблем тоа. Па не само политички. Знаете што мора мислам дека треба да објасниме малку повеќе за вакцините за да извадиме правилен заклучок. Значи како вакцината, која е намерата, односно целта на вакцината, да се внесе микроорганизмот, да се излаже организмот, значи тој микроорганизам треба претходно у случајот со SARS-CoV-2 да се ослабне на некој начин, да стане авирулентен или да видиме... Ама добро, тоа е првата генерација вакцина. Овие велат сега дека е трета генерација. Сега само ДНК-та на вирусот само генетскиот материјал на вирусот го пуштат. Не, тоа веќе не е вакцина. Тоа е веќе многу опасно и тоа треба да се размислува и тоа треба да си направиме стратегија. А таа вакцина што треба да стигне во Македонија од Оксфорд, што ја обработува, е таква? Па добро, јас кажувам моје мислење дека веќе тоа не е вакцина, тоа е него некакво генетска модификација. Значи како и да е, таа вакцина треба така, генетски модифицирано е. Да го натераме организмот да се бори против причинител кој немале, значи повторно се мешаме во имунитетот на човекот кој е идеален. Ние сме далеку со науката, можеби само 1 промил знаеме како организмот се брани од целиот тој имунолошки систем, за да ние сега му диктираме и да реагираме и да му кажеме како да се брани. Организмот ќе си се одбрани веројатно идеално. И тоа такви тогаш веќе сите овие теории на заговор стануваат реалност. Такви веќе тоа не се вакцини. Значи вакцината треба да скептични се за оваа нова генерација вакцини. Па да. Значи која е целта на вакцината? Треба да направи заштита, треба да направи антитела. Треба да предизвика имунолошка реакција на организмот. Имунолошка реакција кога ќе дојде во контакт со природниот вирус или бактерија, зависи од што е наменета бактеријата, да изреагира, да излачи антитела, односно кој рано да има и секреторни антитела, или тие Т-пантечки лимфоцити на некој начин да го испровоцираат имунолошкиот систем и да го уништи микроорганизмот. Сега, да е идеално направена таа вакцина, меѓутоа видите се, таков огромни количини, значи 100 микрограма треба да се внесе, тоа се големи количини, мерливи количини во организмот на такви генетски материјали е опасно. Од друга страна дека можеби ќе има потреби за ревакцинација, значи после 2 недели месец. Веројатно. Значи да е идеално вакцина. Многу е тешко, тоа се работи за милиони или милиарди дози. Тешко е, капацитетите на светските компании не се толку големи. Значи, таа веќе се произведува и во овој момент.
Па добро, не знаеме. Они викаат дека произведуваат. Добро, сега ние се водиме спрема Така, информациите, да. сега не сме Веројатно Индија се по точни. фабриките да видиме. Меѓутоа се тргна само на вакцина. За мене беше многу поважно паралелно да се одеше на диагностика, да знаеме дека точно од тоа не умираат, од што не умираат, да направиме диференцијација кој не умира од ковид, кои од други причини кои ние ги сигурно се несе малце 20% ги превидуваме и паралелно со тоа да се одеше на вакцина. Меѓутоа во моментов брзање со вакцина е голем ризик. Значи давање на вакцина која да речеме вакцините, они како им се чекорите на проверка. Значи не постои, затоа државите сакаат сами. Не постои методологија на тоа што некој ќе ви напише дека во вакцината има тоа и тоа вие да го проверите дека навистина постои. Ме разбирате? Значи тоа се препораките на СЗО да ги задолжува националните институти да си ја проверат вакцината. Не постои во рамките на СЗО или во светот некоја институција која ќе провери да оваа вакцина навистина толку има. И досега отприлика кога одеа проверките на тие вакцини одеа по принципот на лотарија, нели земаш од 1000 вакцини една, па ја проверуваш, па ќе кажеш дека таа го содржи. Меѓутоа, да речеме дека успеале, забрзале процедури, ангажирале повеќе експерти, значи унапред им беа дадени огромни суми на пари, унапред се дават и тој треба да што ќе каже супер ни е вакцината. Меѓутоа сега треба да има клиничките испитувања. Клиничките испитувања се да видиме дали таа вакцина како ќе штити. Ова дека она ќе делува на гените или не знам, тоа е научна фантастика. Секој ден ги слушаме, веќе се влезени во трета фаза на клинички испитувања. Прво со помала група, со 1000, па сега се со 10.000 веќе во Америка испитуваат и дека резултатите за сега дека има одлична имунолошка реакција кај голем дел. Дека тие како се вика антитела и те клетки дека се зашто даваат подолг имунитет дека се создаваат едноставно. Добро. Значи јас вака викам, најлошата вакцина која е добра вакцина е вакцината за грип. Најлоше затоа што дава заштита само околу 8 до 9 месеци. Идеално би било ако оваа вакцина дава најмалку 8 до 9 месеци заштита, така? Значи да се вакцинираш да штити 3 месеци нема логика. Так. Значи ние за да видиме дали ќе штити 8 до 9 месеци, тие антитела кои ги создава оваа вакцина, која е најдобра, прифаќаме дека е најдобра, дека е идеална. Иако они викаат во моментот нема несакани дејства, тоа не е проблем. Значи нема болки, нема алергиски реакции. Кај вакцините се гледаат сериозни несакани дејства после неколку години. Меѓутоа, тоа од друга страна ние не сме пред карантинска. Така е со многу лекови, на пример некој што пијапчиња за притисок, не знам, бета блокатори, на самото упатство на лекот му пишува дека долгорочните ефекти не се познати бидејќи се работи за нова генерација на лекови и дека треба да помине време да се видат несаканите дејства, па ги конзумираме. Не е така. Со лековите се прават испитувања и секоја држава си прави доброволци си има, си на некој начин си се обештетуваат и они ги примаат тие лекови, секоја држава си прави контрола. И тоа за вакцините не е така. Не можеме да ги исконтролираме. Поинаков е принципот, вели. Да, се работи по инаков принцип. Меѓутоа не можете вие да сега за мене е неразумно да примам вакцина за која не знам колку ќе ме штити. Дали ќе ме штити? Прво да видиме тие антитела што ги создадат. Значи јас реков 20% од природните инфекции, ако не верувам дека е поради тоа, не направиле антитела. Ако природната инфекција не прави антитела, значи нигде од производителите не вика дека ќе има над 50% заштита, не вика нема да има. Понатаму ти вика ако има 50 задоволни ќе. Да, ако има несакани дејства, ако има некакви сериозни последици, државите да си преземат да си плаќаат оштети и така натаму. Меѓутоа, овие клинички испитувања што ги рековте на 20 луѓе, па понатаму 1000 на 10.000, треба да видиме сега да почекаме неколку месеци да видиме дали бидејќи се Да, значи затоа викам не е реално да се сега да се очекува дека до зимата ќе завршат, дека ќе имаат тие антитела. И сега, ако реално имаат заштитно ниво, значи после 8-9 месеци, веројатно оправдано е да се зема вакцина, и ако не знаеме до тогаш дали вирусот пак ќе измутира или ќе се повлече, меѓутоа да земеме дека е идеално. Сега ќе имаме друг проблем. Кога ние сме година дена, до тогаш ќе бидеме една година во пандемија. Кога сакате да вакцинирате, не мораме да правиме повторно серолошки тестови да видиме тој што ќе прими вакцина дали има антитела. И таа е една процедура која не е тешка, меѓутоа мора да се прави. Тоа го правиме кога вакцинираме за хепатит Б. Зимаме вакцини, таа не е 100% ефикасна, никој не му правиме испитувања да видиме. Вака, значи за грипот е друго. Сега ви се извинете, прашувам за да објасним уводен. Да, тоа е веројатно тоа што е нејасно прашувате и така треба. Значи за грипот е друго. За грипот се знае веќе
50-60 години се прима вакцина. Се знае дека таа вакцина прави антитела 9 месеци. И затоа следната година, значи после година дена се прима, бидејќи таа веќе нема, претходната вакцина веќе нема антитела. Меѓутоа, кога беше грипот со свинскиот грип, ние имавме баш тоа, еве, можеме да го објасниме и добро што ме прашавте, сигурно немаше да се сетам. Значи, ние имавме една пандемија прогласена, која беше свински грип, која беше неправилно, лажна пандемија, и имаше голема популација од хронични, кои јас многу пати сум се вакцинирал, или која работев на клиника, бидејќи многу имаме контакт со грип и таа вакцина не штидеше. Ние се вакциниравме негде октомври месец. И таа една голема група што ја прими таа вакцина за сезонскиот грип, на некој начин беше излажена дека се работи за нов вирус и дека треба да примат вакцина која ќе ги штити од новиот вирус. Сушност се работеше за вакцина од со истите подтипови, нели, и варијанти на инфлуенца А и Б вирусот. И што се случи кај тие луѓе? Ние имавме неколку, не е убаво да се спомнуваат, дури по име и презиме ги памтам. Значи, на тие луѓе каде што им се даде таква вакцина од исти кои претходно примиле вакцина, имаат огромно ниво на антитела. Значи, и затоа викам, човек што прележал инфекција има огромно ниво на антитела, кога вие ќе му дадете 100 микрограми антиген. Значи, тоа се огромни количини. Во организмот има огромни количини. Мислам за еден српски медиум не изјава баш оваа теза дека човек кој што има прележано или што е болен од COVID-19, ако тогаш му се даде вакцина дека може проблеми големи. Да, еве, да го објаснам, баш тоа сега почнав да го објаснам. Значи, кога во таков случај ќе му дадете вакцина, настанува бурна реакција. Овие антитела што ги има организмот ќе се врзат за сите тие антигени. Значи, тоа е огромна количина. По природен пат така и штитат, нели, вакцините или после прележување, зошто не се разболуваме, ние ќе дојдеме повторно до вирусот, до грип, нели, си прележал, меѓутоа доаѓаш до некој што има грип, он ќе ти се накашла, ти не се разболуваш. Зошто? Затоа што имаш први секреторни антитела, тие што секретите ќе го неутрализираат вирусот, а ако некој од вирусите на грип влезе, антителата ќе го неутрализираат. Ќе се врзат за него или ќе го понатаму ќе го презентираат, ќе биде уништен. Меѓутоа, по природен пат не може толку голема количина на вируси да влезе наеднаш, како што можете сега со вакцина. Кога вака голем број имунокомплекси ќе се врзат, организмот не може да се ослободи од тие имунокомплекси. И тие имунокомплекси ќе се врзат за некоја мембрана, дали тоа ќе биде бубрек, дали ќе биде срце, дали ќе биде хематоенцефална бариера и ќе направи енцефалопатија, ќе направи миокардит, ќе направи гломерулонефрит. Значи, затоа научно и веројатно сигурно ќе биде и голема грешка, можеби и законски и кривична грешка да се дава вакцина без за време на епидемија и пандемија без претходно да се направи серолошко тестирање. Впрочем, ние и кога за хепатит Б, нели, кога се вакцинираме, првим правиме серолошки, бидејќи е можно 3 до 5% од популацијата, ради тие 3 до 5% од популацијата да има ХБС антиген и ние му правиме серолошки тестирања да видиме дали тој имал контакт со вирусот, односно дали прележал или дали е позитивен. И после тоа го вакцинираме. Тоа не е измислено, тоа не е нова процедура. Че нема да биде така едноставно. Еве, вакцина ќе се вакцинираме, се ќе биде супер. Да, за жал не, одиме сите навивачки. Сите сакаме да излеземе од оваа. Сакаме да слушаме тоа што најќе ни одговара. Од оваа состојба, меѓутоа научно не е реално да очекуваме дека со вакцината ќе се спасиме, меѓутоа и пред да вакцинираме, јас мислам дека не знам да видиме сега како ќе биде пристапот на новата влада, они дури во програмата имаат борба со COVID, меѓутоа мислам дека ни треба независна владина комисија или тело кое треба да се занимава и со COVID-19, меѓутоа по примерот на некои развиени земји да се оформат комисии за пратење, нели, неколку луѓе да бидат остручени во посебни комисии со работни задачи да си пратат што се случува, бидејќи мислам дека во Министерството нема доволно луѓе, ниту пак во Институтот за јавно здравје да премногу области и проблеми да пратат. Меѓутоа, еве, тоа е мое мислење и мислам дека исто така да стратешки доаѓа есен, доаѓа други причинители, можно ние да имаме и посериозни причинители, може да се појави не знам, грип, повирулентен и така натаму, и мораме и доктринарно да се спремаме. Мислам дека ни фалат
соседните држави веќе закажаа за октомври конференции, симпозиуми, кај нас во држава, барем јас не знам, не сум поканет, тоа требаше веќе да го правиме секој месец, да се собираат научните, односно стручните лица, да се разменуваат искуства, евентуално да се одат со доктринарни ставови во вакви едни состојби, што е најдобро, можеби не идеално, меѓутоа кои се мерки, кои лекови се, кои ако имаме како да разграничиме бактериска од вирусна инфекција. Доктор, уште едно прашање. Дали е можно да се случи лек за третман на COVID-19 да биде пронајден ефикасен пред да вакцината да биде одобрена? Што вели науката, како се таму работите? Пошто сите зборуваме изминатиот период повеќе за вакцини, меѓутоа помалку за лек. Антивирусни лекови имаме ефикасни многу малку, генерално. Значи за болести кои се долго. Значи и за грипот ние имаме инхибитори на неуроминидаза, оселтамивир, занамивир, имаме многу и тие се ефикасни, меѓутоа и ацикловирот за херпес вирусите и за хип вирусот имаме веќе голема група на лекови кои на некој начин го продолжуваат нивниот живот и спречуваат појава на тие опортуни инфекции. Меѓутоа генерално, за разлика од бактериите, паразитите, каде што веќе сме многу помоćни во таа борба со лекови, ние за вирусите не сме ефикасни. А за овој случај не верувам за COVID-19, за SARS-CoV-2 дека ќе се најде брзо време некој лек антивирусен, бидејќи не ни е се уште позната. Со вирусите, зашто не може да се најде лек? Општо за сите вируси? Па природата на вирусите. Значи генерално вирусот е микроорганизам кој не може да опстане сам, му треба клетка, човечка, растителна. Значи првин тој е внатре во клетката се размножува. Кратки се инкубациите. Внатре во клетката лековите не се толку ефикасни, немаат сите продор во клетката и така натаму. Значи тоа е веќе друг голем светски проблем. Значи со вирусите ние науката напредува, меѓутоа пред откривање на електронски микроскоп не можевме да ги видиме и така натаму. Значи ние касниме со вирусите за разлика од поголемиве причинители кои веќе, значи за да знаеш лек треба да му знаеш патогенезата, да знаеш слабостите на причинителот, носителите на вирулентноста, кои протеини се битни, така да ако не ја знаеме патогенезата, ние немаме за многу лекови, за сипаници, за морбили, за респираторен сисицијален и така натаму, ние немаме лекови за многу вируси кои па да не речем посериозни хеморагични трески и така натаму. Така да не е објективно да се очекува, иако има веројатно напори, меѓутоа за мене е друго поразително. Ние 9 месеци светската наука на некој начин е маргинализирана и ние немаме помрднување во однос на градбата на вирусот, во однос на патогенезата, во однос на епидемиологијата. Значи ни се случи наеднаш во цел свет се расшири и за мене неоправдано, бидејќи кога имавме појава хив вирусот ни беше нов, нели се работи за некоја нова состојба, меѓутоа многу рано науката откри што се случува. Дури пред да биде откриен вирусот, нели да се открие кој е вирусот, се знаеше нели зошто се умира, кои се тие опортуни инфекции и почна да се лечат. Толку долг период да не се дојде до никакво научно сознание неоправдано и мислам дека тука исто ни фали генерално светска стратегија и СЗО како лидер не се покажа како добар лидер и затоа најверојатно најголем дел од државите веќе гледаме дека евидентно е дека си имаат своји стратегии. Ќе се гради светска стратегија, претпоставувам, меѓутоа треба ние да направиме наша домашна локална стратегија. Актуелно овие денови е училиштата и градинките. Така. Кој е вашиот стручно мислење и став, дали, како и кога треба да се отворат училиштата и градинките? Значи, ако сакаме да зборуваме стручно и научно, нас ни фалат податоци. Фалат податоци да видиме колку и односно ни фали одлука. Според тие податоци што ги имаме досега. Па добро објаснам, па од тие досега што имаме ние немаме ништо. Значи имаме толку дневно, толку умрени, толку преживеани. Значи ние не знаеме да речеме зошто децата не ни се разболуваат. Кои деца не се разболуваат, дали средношколците, дали студентите, ако се разболуваат, како поминуваат, дали ти имаат антитела, дали имаат антитела од алфа вирусите, дали имаат можеби имаат теоретски, можеби имало ковид и пред Нова година.
Нели да веќе се понатаму има популација на луѓе кои многу контактираат со вирусот, односно со луѓе, нели? Тоа се продавачки, касиерки и така натаму. Новинари. Па добро, ама овие многу повеќе. Евидентно е дека не се разболуваат, тоа најверојатно затоа што имаат антитела. Не можно ни во летни услови да се идеално да се штитат. Значи тие податоци ни фалат, тоа е за да знаеме дали да одиме, и второ ни треба одлука. Што сакаме да постигнеме? Ке се криеме, ако се криеме, онда нели тогаш зошто да идат децата у школа? Или ке одиме, значи така како што ќе се отвориме, ќе живееме нормално, па ќе гледаме како ќе биде бројката. Значи иако за тоа многу ме обвинуваме, тоа е единственото решение. Дел од овие стратегии државни, што ние требаше да направиме на почетокот, се тајни стратегии, тие не се прават на телевизија. Евидентно е дека сите држави поморски каде што има туризам, гледате, немаат случај. Теоретски. Тука пак и политиката влегла. Да, значи имаат некоја стратегија. И од друга страна, ако правиш паника, што ќе постигнеш, нели? Добро е ние да се екипираме добро, да имаме добра доктринарни ставови, да не ни умираат луѓето, да ги доекипираме кадар. Значи, можеби ни фалат капацитети, меѓутоа кадровски не сме доекипирани, имаме неколку пати кажувам дека имаме голем број на слободни добри доктори, треба да ги испозапослиме по институциите, да работат, да се наградат тие луѓе и да евентуално ако имаме зголемување, нагло зголемување, тогаш да преземеме мерки. Инаку можеби, затоа викам, требаат конференции, требаат состаноци, треба разменување на стручни луѓе и носење одлука. Таа одлука можеби нема да биде идеална. Да замислите во Шведска што се случуваше, меѓутоа не издржа. Веројатно да беше кај нас тој што ја кажа таа стратегија ќе беше 10 пати обесен. Меѓутоа гледате сега таму веќе е нормализирано, немаат болни, немаат ново заболени, има они во старачки домови. Имаат жртви многу повеќе, да речеме, него Норвешка или околните земји. Добро. Многу повеќе починати. Да, они има во старачките домови, тоа е проблем. Да, меѓутоа имаат пак помалце или од некои држави кои има такви мерки преземено.